Физичката големина и величината се две прилично различни работи, а според последните постапки на Бугарија се покажува дека знаат да бидат и диаметрално спротивни. Тоа што го гледаме од однесувањето на Бугарија, абсурдното однесување на Бугарија на официјална Софија и пружи одлична шанса на македонската политика, на македонската дипломатија, уште еднаш да манифестира големина и мудрост. Бугарските политичари добија шанса и навистина до краја искористија да ја представат својата земја помала од колку што навистина е. А натацна им беше понудена можноста да представат нешто сосема поинаку, да покажат големина. Каков колосален неуспех на бугарската политика. Може да се каже дека држава со ваков сосед и со такво однесување во политиката нема потреба да се грижи за својата европска иднина, бидејќи е веќе во Европа. Само треба да се остане мудар и голем, да не се гледа назад во мемливите подруми на минатото, туку да се остане со погледот свртен кон иднината и кон Европа, се разбира. Австријскиот новинар Вершиц го објави нон-пейперот со кој бугарската страна се согласила на средбите во Берлин под покровителство на канцеларката Меркел. Таму во суштина има 3 поенти. Во преговарачката рамка да стои чисто македонски јазик, без фусноти, без објаснувања, без астерикси. Дека нема пречки на ЕУ да им кажеме дека краткото и долгото име се истозначни и дека литературниот македонски јазик е кодификуван во 1945 година. И се разбира да нема разговори и компромиси поврзани со идентитетот и јазикот. Тие прашања, впрочем, и се затворени во Преспа и бетонирани се во Обединетите нации. Точка. Пишманаџи. Може би има проблеми во поимањето на историјата и историските личности, како кај многу народи во светов, така и кај балканските. Историјата секогаш треба да се открива и преиспитува. Тоа е најдобриот начин да се надминат историските грешки. Но секој што сака да ја преиспитува историјата, треба да биде спремен и на тоа дека некоја униформа или шлем може да искокнат од скришните долапи со дупло дно и двојни аршини. Која ишка мувата од шлемот? Вакво ишкање на мувата од бојната каска, вакво панично, ситно и дневно политичко бегање од договорите и напуштање на основните принципи на пристојноста, може да се очекува само од балканските политичари, па нека се и нашите благонадежни български брашта и сестри, за кои искрено се надевам дека ќе сватат во каков ќорсокак ја водат Бугарија. Се разбира, со украдени слогани, што се однесуваат токму на нив, со варијации на тема Заев, се разбира и тоа, тие уште еднаш, со ногопис, го препишале експлоатираниот дел од својот партиски катехизис. Заев е виновен. Пак ли? И што сега? Во име на тој лажен баланс што го наметнуваат клиентите на режимот, треба и ова да го наречеме слобода на говор и фер политички надпревар? Или смееме да кажеме дека е тапоглава и црна пропаганда на сејачите на омраза и поделби, бранителите на тешки криминалци и убийци, дистрибутери на коронавирусот, да, меѓу нив се наоѓаат токму тие, и на лажните вести, дезинформации, дистрибутери. Во интервју за Борјан Јовановски на ТВ21, некогашниот ВМРО-вски липицанер Никола Тодоров, љубимец на Груевски своевремено, а и познат по прекарот министерот за смрт, до гола кожа ја соголи сопствената партија. Партиска машинерија во која учествувавте и вие во нејзината креација. Точно. Што се случува овде? Тодоров кажа неколку детали, воден од искусната новинарска рака на Борјан Јовановски, како функционира индустријата на лаги и отрови во Белата палата.
Ne дека не ги знаевме и не дека тој не можеше да скрие дека бил дел од таа индустрија, но ова тешко и значајно признание треба да остане забележано во јавноста. Кој знае, може би еден ден, еден убав сончев ден, тоа ќе го забележат и истражните и судските инстанции.